Традицијата е таква, ова е адет на избргање на лошите духови. Се надеваме дека добри работи ќе се случуваат. На политичка сцена во Кавадарци мислам дека одиме напред, дека овие тензии политички што се ширија во време на изборни кампањи легнаа, дека сме единствени, дека сме заедно, дека работиме во интерес на градот. Сега треба да се зафатиме со проекти. Ние овде доаѓаме да ги посетиме нашите сограѓани, воедно да ги прашаме какви проблеми има, да видиме, да нешто помогнеме, да направиме некоја заедничка стратегија, се во интерес на народот. Овие манифестации се по традиција секогаш такви, ние сега сакаме да дадеме некоја нова димензија, некоја збогатување на овој план, да во главно тие нас не се допаѓаат и поддршката од локалната самоуправа да биде малку поголема и да го умешаме бизнис секторот како поддршка морална и финансиска. Денес е манифестацијата Василица и василичарски обичаи во Сопот, исто во Ресаво, Бегнище, во Дреново, во Барена. Една манифестација која во Македонија се одржава уште во едно село во Струмица, во Куратица, во Охрид. И мислам дека во други места не се одржава манифестација со карневалски групи, джаламари, се викаат во Кавадарци. Сопот традиционално ги прави тие манифестации веќе подолго време, тоа што овој пат и поорганизирано и по културно во делот на забавата, во делот на одржавање на проектот. Ова огниште, ово оџин, синоќ имаше забава со музика, со гости. Сето се прави со кум и со тие традиции и обичајности, што сакаме овие обичаи во Кавадарци во Теквишијата, заедно нормално со општина Кавадарци, да ги направиме да влезат во рамките на Министерството за култура како манифестации кои ќе се финансират од Министерството за култура. Значи тоа ќе биде смотрено на обичајни групи во Кавадарци и секоја година ќе се одвиваат во едно село, во Кавадарци, во Сопот, во Ресаво, во Бегнище, во Деново, така да е еден проект кој што ако општината реши да го поддржи ќе биде. Со тоа што ќе мораме да влеземе во играта на останатите групи, бидејќи Сопот е влезено 2008 година во Федерација на карневалски градови и групи како член и од тогаш до сега настојува и успева да направи да биде поинтересно. Ние како Сопот, за информација за гледачите на вашите телевизии или новинарски куќи, од денес почнуваме со меѓународната активност. Сега во сабота сме во Ратево на карневал во Берово, каде ќе биде цела Македонија. На 11 февруари преку проект на општина Кавадарци треба да одиме во Солун, во градце на карневал. На 26 јануари треба да одиме во Бугарија на карневал. После во февруари треба да одиме во Перник, во Јамбол. Па следува цел еден период на карневали кои што сами момците ги финансираат. Мора општината заедно сите групи СДС, ВМРО, советниците, да се договорат да направиме нешто што после како крај резултат ќе биде убав тикавши гроздобер. Тоа е дел од традицијата, што не е много доста стара, преку 500 години. И се надеваме дека лошото ќе испадне од луѓето и од селото. Синојча се палеа малските оџини, каде што се седеше текот на цела вечер, до савале, до 30 часови. Дури се чекаа джоломарите да се направат сабају негде околу 5 часот. Си продолжуваме со традицијата, нели, кај што е редот. Од сабале од 5 часот по текот на цела ден. И ова е традиционално, значи, се од да речеме стари носи, што ги чуваме од пра баби и дедовци, значи звонци, клопотарци, чулки,
такви да, гръбки, да изгледаме како старци, како значи страшни, за да испадне лошото. Минувачите ще остануваат, ги църниме, застануеме, значи даваат дар на джаломарите, нели велат Василица да се силе се, да биде за убаво, нели за добро, за здравие си дават исто. Ова е една стара паганска традиција. Секоја година иде традиционално народ тука. Не е дали че ги натепваме или ги однајме. Дојдени се народот од завист да видат што се дешава овде. Да видат светот карневалите како отива го нема у светот. Учествуваме сегден. Словенија, Бугарија, Перник, Јамбол, сме били у Птуи, Полска. Од овдека од село Бегниште, од едно од највасиличарските села во Теквешијата, сакам да упатам честитки, односно да посакам среќна православна нова година на сите граѓани на општина Кавадарци. Пред се, Бог да им даде здравје, многу беричет, благосостојба. Од причина што оваа година, почетокот на новата година, ја стартувавме со неповолни мерки за граѓаните на општина Кавадарци од типот на поскапувањето на бензинот кој што веќе е од 1 евро, неисплатените субвенции, неисплатените обврски за предаденото винско грозје од одредени винарии. Затоа тука сакам да упатам апел да се потрудат винарските визби да го сторат тоа што е во најбрз можен рок, за да може да ја стартуваат земјоделците оваа нова реколта со подобрени финансиски резултати. Исто така, упатувам апел и до владата да ја исполни онаа мерка, односно ветената мерка за мрзнењето кој што беше за винското грозје, да се исплатат субвенциите. На крај, сакам да упатам една честитка до сите граѓани на општина Кавадарци за добро здравје, благосостојба и мир во општина Кавадарци на ниво на Република Македонија.